Во оваа емотивна епизода на Срца на дланка ќе ја запознаеме силата и храброста на еден самохран татко, чиј свет се превртува наопаку, од кога ќе му изгоре неговата единствена куќа што ја поседува. Пред ние да стигнеме, стигна и нашите пријатели, екологистик, донесоа храна и пакет од храна и вино. Ајде да го запознаеме овој татко. Вана, здраво. Здраво. Јас сум Криси, драго ми е. Вана, што се има случајно? Избивнав пожар, ја бев на работа, не бев тука со малиот. Беше девојчето и мајка ми дома. Ја више кога дојдов беше тоа све изгорено. Више зашто и кај што бев и на работа немаше мрежа, телефоните не ми фаќа. Тие овде комшиве трчале, пожарна викнале, све, дојдов се беше тој изгаснат и пожарната се беше ако стигна со 2,5 сати, зашто ја во шума горе стигна 2,5 сати потоа горе до куќа. Стигна од гостива, помогнаат другари, пријатели, има многу што гаснев нешто, ама ништо, не спасивне ништо, све ми изгоре. Само викам пак што ми се спаси девојчето и мајка ми, другото некој налена. Друго се може да се среди, меѓутоа човечкиот живот не може. Били четврце до другари, од пријатели, од материјали, што ми помогнале и тоа. Со 20 мајстори не може да најдеш. Сутепаме, трчајки, ево се времево не дават, тоа ќе се постигне здравје. Не се стига ништо, долу сум по чирија, плаќам чирија, мајка ми, децата школа ми се во Мавро ми учат, трчаме де на работа, де оде вака, ќе дојде до село, трчам шума, ама сам човек не се постига. Со две деца мали, малиот пак иде со мене, работи колку може, ама мала е уште, колку може. Колку може да помогне? Колку може, се труди, тебе, ова не да иде до школа, него пушти. Да им помогне на мајсториве, сега на работа, да си извене година. Нек не чирија сум платил, па иде сега друг месец да плати. Сака да деца за јадење, тоа. Може ли да ми покажеш Хај. куќата која што изгора? Зашто и тој ни ствари, ништо покрива. Се отиде, така? Све. Ево тамо негде девојчето рече. Од каде почнал Од тук пожарот? од позади, зашто тука ми е беше тоа жиците од струјата. Така? Од тук од позади девојчето си лежи во соба. Така? Само имаш овде една соба, овде као кујна беше и вама соба. И девојчето виде во чат преку прозорот. На телефонот скокна од тај. Кој излегва надвор, вика на баба му, баба бега од дома изгорен. Тоа отаде право, дека овде греди стара куќа. Немаше плоча. И тя само што излегле све се зафатило. Колку време му било потребно на огнат? 5 минути само што излегла и овде еве комшијата. Не може ништо да влезе да спаси, ништо. Све дека тоа дрво имам падна внатре и почна гори внатре. Само се спаси што имаше почва. И ништо, стварите све ми изгореа, али што и све. Во оваа епизода на Срце на дланка ќе ви ја раскажеме приказната на едно семејство кое секојдневно се бори за преживување и за топлина во својот дом. Самохран татко кој живее со своите две малолетни деца и со својата мајка е принуден од најмала возраст да ги воспитува децата на одговорност и самостојност. Вана, добар ден уште Добар еднаш. Дали можеш да ми ја раскажеш твојата приказна? Кој си ти? Имам родителите овде ми беа, живеа. Стариот ми почина, сега мајка ми. Мајка ти си уште жива? Жива, 76 години имат. Деца ми се беа тука, таа ме чуваше од мали, девојчето. Уште од 2 години ме чува таја, ме чуваше. Малиот сум го земал поработи со мене, појке, зашто 2 деца на стар човек. Ја не можам млада, а не таа стар човек. Така. Што е со нивната мајка?
И остави и нешто програми, си искаране, си замина. Та на нејзин пат, ја на мој пат. Децата си зедов, бев по Чирија доле. И така, си зедов ја децата горе, си донесов ке мајка ми. И све до ден денеска уште тами гледат. Со една пензија нејзина, ја вака што работам приватно, 3 месеци работам, 9 треба да јадеш. Што ќе изведе некој динар, таа сега со покачување до 300 евра стигна, иначе до 10.000 нешто, зашто таа наследи не нејзина, од татко ми пензијата. Излезе со 9.700, 9.300, како беше тоа, и сега стигна со покачување до 18.000. И со таа се крпи. Нешто таа, ја што ќе извам, да плати сметки. Од својата 10-та година децата живеат сами во интернат во Маврово. Таткото е свесен колку е тешко за нив да бидат сами, но бидејќи живеат далеку од дома, градот и транспортот е многу отежнат, тој нема друг избор. Сепак, денес е презадоволен и благодарен, затоа што луѓето кои се грижат за децата во интернатот им пружаат љубов, внимание и сигурност која тие не можат секогаш да ја обезбедат дома. Железна река се наоѓа не толку близу до Гостивар. 18 километри. 18 километри, тоа е некаде околу половина час возење. Како што доаѓав навака, не видов дека има училишта. Немат училиште, децата сега училиште немат од ја требаше да почнам прво деление, кога затворија школото, а имат училиште, немат наставници, немат деца кои да учат. Каде ти учат дечињата? Дечињата ме учат цел Маврово, ме учија одовде прво во Гостивар, се мачев одовде, нешто ја носев, после со одовде уште ни двајца бевне, имаш и тја по 2 деца. Се менјававме со колите, една недела тој, една ја и носевне. Почна да ни пуштат и као превоз, школово, ама ни закаснува, не им плачаа на таксистите. Зашто приватно такси ги возеше, немаше, пример, комбе, нивно да ти пуштат училиштето за 4 деца. И после ги укинав и не видов, не можев, се здробив, трче преку зима, пажат снегове, кој ќе ја донесен до Гостивар. Некој пат и се јавував на наставниците, не минав се школа, паднеше голем снег. Како да следам со кова, да гинам да ги тепам и деца, по 2-3 дена ме сваќале, нема превоз. И таксито кој идеше исто така. Кога немаш паѓаше снег. После видов, не видов. Се јавив вамо кај што има насладјана за Маврово. Се јавив да ги префалам тамо. И тамо од второто фактички полугодие ми отидоа 2 години. Која оделение? Девојчето ми е 7, машкото ми е 9. Од колку? Од девојчето од 5 ми отиде. Од 5 оделение таа е сама во интернат? Да. И сама се грижи за себе? Све сама. Све сама се и за баба му таа се грижи. Не само за себе. Здраво, Стефи. Здраво. Може ли да ми кажеш прво колку години имаш? 13. Дали учиш? Да. Ке ми кажеш каде? Во Маврово. Тоа значи дека ти седиш таму во интернат. Да. Од колку години си сама? Ја отидов во 5-то оделение Маврово. До сега имам таму само седено во интернатот. Како ти е таму? Добро ми е. Како се снаоѓаш сама? Па ми помагаат и наставниците, директорката, сите ми помагаат. Како ја помина првата ноќ само во интернат? Дали може да се сетиш на таа ноќ? Па ми беше малце тешко дека прв пат појдов. Ми беше тешко дека сум сама поделена од татко ми и од баба ми. Па како ќе ти се врти ти девојче, како може ти ја сам окрем родите, како може ти се врти. Само ако ќе немаш што да правиш тоа, се ќе присташ. Се јавувам појке да обрнат внимание кога девојче имат, зашто имат горе и као кувар и еден воспитувач си има дежурен тука, што се со ними, зашто кога дете не се само мои, 9-10 деца мислам така. Здраво, Антонија. Здраво. Колку години имаш? 14. 14. Тоа значи дека ти си 2 години постар од сестра ти, така? Да. Како ти е на училиште, Антонија? Супер. Прифатен си таму? Да. Затоа што многу рано и ти на колку години замина сам во интернат? Ја од 6-то деление сум Маврово.
Од 6 деление, скроз само оставан сам на себе. Да. Првите 2 месеци не се запознававме со децата. Какви ти беа мислите кога заспиваше на вечер? Не, прво не ми беа никакви, после си мислев. Што? Дали да седиме и татко ми рече да седиме. А зошто да не седите? Ние петина спиеме во една спална. И? Имате место каде што може да се избањате, да се средите. Да. И зошто не ти е убаво? Немаш другари таму? Нема, све се помали деца од мене. Само има 2 што се со мене врсници и тие се осмоделени. Дали може би тие ти имаат помогнато со нешто? Да. Школа, кога немам нешто, им побарувам и даваат, после ја им давам ако немаат. Вие сте единствените жители во селото, така? Какви се условите зимно време тука? Зимно време треба да ги моли за да ги чистат патот. Се натрупува снег? Да. А како се симнувате надолу, како сте оделе на училиште, како, ајде сега во Маврово си, поголемиот дел, нели, од месецот? Од овде со кова сме свагале, со джип, зависите. За да можете да се симнете Да. во За школа. зимски временски услови. Кога не беше патот проведен, кога имаше снег, не одевме тие денови школа. Што се случува во твојата душа тогаш кога нема да можеш да отидеш на училиште затоа што немаш возило, затоа што немаш проводен пат? Па нема да се дружиш со ние на дете тогаш. Дали плаќате за интернатот и за училиштето? Не, ништо не плаќаме. Тоа си од школството, ништо не плаќаме, ни јадење, смештај си имаат, све нивно си. Колку оброци во текот на денот има? Па зависи тие, си са горе, не знам, 3 мислам, са бајле, си кој пречко, после кој иде точко исто. Кувар си имат горе, си седи Фала му на Бога, барем тоа Си не ги седна. мислиш дека се си гладни. седиш горе, си седи кувар. Понавните, ми се имам петок, околу 1 сат, 2, најкасно зависи часовите како има, зашто овие 9-то ми е. Чак се како има, до 1,5, 2 најкасно ми се гасти. Момчето од 5 години го следи татка си на работа, а девојчето се грижи за домаќинството, учејќи што значи да се биде поддршка и херој во својот дом. Кога што ми имам потреба на ваке, ми го слободувале, не можам да речем, еве сега цела недела. И девојчето и малиот. Зошто ги ослободивте сега? Па што направам? Немам кој, сам, да ми помогнете со мајсториве. Ја на работа, да се изве некој динар. Сакате да ми кажете дека ги ослободивте, односно го ослободивте момчето за да може да доаѓа со тебе да Што работи? да работи? Немам кој. Нема, сам. Од кога момчето работи Со мене малиот е од 6 години. Од 6 Од години 6 години работи шум, со вас? Со мене шум. Од 6 години тоа со мене шума, со коњите, со работа, све. А девојчето Девојчето со останувало стара, само со мајка ми, зашто овде стар човек, да му помогне туку бавчите, чавне парални стока, 3 крави чавне. Татко ти ми спомена дека си прекрасно момче и дека од многу мали години одиш и работиш со него во шума. Од колку години? Од 5. Какви се твоите работни обврски? Му помагам, му подавам што ќе ми рече. Одиме в шума и татко Во ми колку саат станувате? 6-7. Добро, и? После татко ми ќе ги товарат коњите, му подавам, ги терам коњите надоле. Дали ти е тешко? Не. Што најмногу сакаш во животот, Антонија? Да стана музичар. Музичар да станеш? Дали сакаш да пееш или сакаш да свириш на Да некој свирам инструмент? на кој некој инструмент? На тапан највише. На тапан? А каква музика сакаш да слушаш? Македонска највише ја слушам. Македонска поп музика или македонска народна музика? Македонска, наравно. Народна музика? Дали може би ќе се запишеш во музичко образование кога ќе... Да, Да? Тоа е за 1 година, така? да. Татко ти ми кажа дека многу и помагаш на својата баба и дека е многу горд на тебе. Ми кажа дека од многу мали години одржуваш бавча, средуваш дома. Од колку години работиш? Домашните обврски сама ги носиш на својот грб. 4-5 години. Па мораше да се носам и со бавчата и за низ дома работите што требаше да средам. Да му помагам на баба ми.
Тоа мораше све ја да го правам. Брат ме реши со татко ми в шума, за да не ојд сам, да му помагат. Ја дома со баба ми седев. Дали ти е жал за твојот татко? Да. Зошто ти е жал, Стеви? Па тој се мачи за нас, за да не истерат. Децата никогаш ти немаат преречено што само тие мора да се ослободени од училиште за да ти помагаат? Тоа за сега не можем да речем. Тоа не можем да речем. Викам, девајчето, non-stop ми беше со старата оде со работа, малиот со мене, со бавчи, све таја. На 12 години тако пат. Со баба му бавчи све научи. Све таја, девајчето. Но животот не застанува тука. Нивниот дом целосно изгоре, оставајќи ги без сигурност и основни услови за живот. А пред да се вклучат камерите, ме прошета околу твоето родно место и моментално живеалиште. Ми кажа дека сте имале само полско WC, сте немале тоалет. Да. Како живеевте ване? Како е, се бањале в корито, дома децата. Се стоплја вода. Че се избањале, девајчето кој беше при мен недела, преку ден, малиот кој ќе дају од работа. Се избањаше за панелни за нашко да се спремат. Да бидат чисти на Да. училиште. Зимно време удавте во полско WC. Да. Све посковице. Девајчето ќе го стоплеше вода и за него, и за нега. Тука ќе дају од работа. Ќе си се избањаше со бале, ќе си се спрема за нашко. Дента кога изгорела куќата. Што се случи? Дали можеш накратко да ми раскажеш? Да, може. И ја, баба ми седеше и требаше некои документи да најде. Требаше за да на лекар доди и бараше некои документи таму кај што во кујната кај што седеше. И ја влегов во долната соба кај што беше кај чичко ми и седнав на телефон. И после ги облеков патиките и реков ајде уште малце рано е за требаше додам да вадам. И беше рано, реков ајде уште малце се допрем на телефон. И дека од долна страна имаше прозор. И јас само видов чат и реков чумбето не гори, реков нема друго што. И мотера памет, реков се запаливме. И ја го оставив телефонот на кревет и одма излегов да видам што е. И вратата беше отворена од таму кај што на лето готвевме. И беше пламењу више ваму влезе, на комшијата вика, гасне од другата страна, ама ние не сме го спушнали. И јас само што излегов и одма викав, бабо, извагај се запаливме. И таа само дошлезе до кај чешмана и тој лупна више в соба пламењот. А дотидев да вадам, баба ми живаче изгореше. Па ја бев шума со татко ми, кога дојдовме, видовме дека горите. Не ви се јавија или Ни се јави, ама слабо мрежи имаше и ние ги оставивме дрвата и си слегов мудоле. отидовте се бајлето во Да. шума на работа? Од 6 и после дојде камионот кај 12. Стари во 2-3 сатот ни се јавија куќата од ванета горите. И ние трнавме надоле, да го таривме уште малце камионот и трнавме надоле. Кога дојдовме кровот паднат беше. Колку време е потребно за да стигнеш од шума до Тоа дека тарен камионот 30 минути. 30 минути патувавте знаејќи дека ви гори куќата. Да. Какви мисли се ти пројдоа? Дали можеби помисли дали се извадени мојата баба и мојата сестра од Да. куќа? Ја мислев да не се тие внатре. Што ти беше во моментот најважно? Да се спасат тие. Потоа гасневме пожарната што изгасна големото, после ние гасневме. На што си љута, а на што си благодарна сега? Благодарам на Господ што ме задржи уште малце дома. А да отидов, че изгореше жива. Љута, че бев сам... многу. Че бев самата на себе љута, ако излезев. А сега на ништо не си љута, Стефи? Не сум љута, фалам на Господ што ја спасив баба ми. Кои спомени, какви спомени имаш? Ти Па имав све тука детство. Какво детство имаш? Од мали слики, све. Пошто имавме ние селска роба тоа, селски алиште, тогаш ми беше најдобро кој ма облече прв пат баба ми.
најмногу ми е жал за рубата што изгоре, селската руба. Ми спомена дека и твојата мајка си требал да носиш во Скопје на операција. Да, Што се беше. случи? Што Си беше таа, сега пред месец дена да понесов. Требаше да се прави тоа че 5 дена очите. Се правеше операција. Се оперира, се дома. И тогаш били четврсен пак на Слаđана, на директорка, да ми ослободи месец дена девојчето да ми да ми ја носи школа и да ми ја враќа. Сабале да ја земет во 7, во 1 да ми ја врати до предврат. Зашто мора ја на работа. Малиот го пушта в школа, кога тој се со мене на работа. Таја да му турат капки. Кој 4 пати во ден од капки, мас. Кој не сме една парија да се да му спрема за јадење. На се школа и ми ја враќа до предврат. Сабале земја во 7, во 1, кој ќе заврши часајте, донеси ми ја до дома. Месец денат. Ном 100 патуваше. И така се бори сам. Дома викам пак. Свите на пријатели. Што сум остал, јави се, не ми рекле, не може, Ване, ни. Ставно, готово, следено. Од самиот почеток, другарите на Ване беа покрај него, поддржувајќи го, охрабрувајќи го и помагајќи му да се справи со тежината на секојдневието. Но кога животот им го зададе најтешкиот удар, куќата во која живее семејството целосно изгоре, пријателите не застанаа. Со сочувство и решителност тргнаа од врата на врата, барајќи помош, собирајќи што можеше да се собере и неуморно со своји раце почнаа да градат повторно дом за Ване и неговите деца. Вие сте другарите на Ване. Ване е човек кој што ние сме тука. Зошто го пријавивте Ване? Ване е самохран родител на 2 деца, малолетни. Добар човек е. Август месец се случи трагедија, му изгоре домот. Сакаме да му помогнеме. Колку што имат хумани луѓе да помогнат, толку Господ да им вратит на сите хумани луѓе. Кажете ми точно на кој датум изгоре куќата и со кого беше во моментот, дали Ване беше тука на денот на Тоа се деси некаде август месец, 20 август некаде. Ване беше во шума, значи да работи. Девојчето мало и мајката стара беа во куќата во моментот. И комшија забележаа тука и пристапија со гасење на помош. И дојдоа после други комшии тука да помогнат со гасењето. Што вие превземате? Ние преземаме вака првично од гостиварчани што помагаат, што сакаат да ни помогнат и доста ни помагаат, дел нема помогнато со донации, со материјали, со пари, фирми и физички лица ни помагаат до сега. Меѓутоа не е доволно. Треба поцени се многу пари. После настанот на пожарот, семејството момент немаше, значи, излез каде да преспиет. Одеше од куќа во куќа, значи се преспиваше. Беше голем проблем и ние од кај што потекнуваме од селото, од Железна река, ја Љупче и други, се организиравме да самите меѓу себе да му помогнеме. Пошто е жалосна сликата. Знаејќи дека и сам се бори, Точно. И само иницијативно, значи бараме помош да му помогнеме да имат покрив над главата, децата каде да ги сместит. Сум работел, све сум сакал сам да стекнам, да надам, ама сега не се постигат. И мора све да се пристајиш. Викам, пак причатвар се на другари, пријатели, вака, што трча и ми помагале многу. И ден денеска не ме ставиле да сум сам, све што треба ти изработа. И ми помагале око чистење куќата, све со сам немам дајле, све со другари, со пријатели. Сега моментално сте под кирија во Гостивар. Гостивар. Како издржувате за да платите киријата, за да Никако со земете храна? Ја приватно, мајка ми пензијата некија да зеде, да плати кирија, струја, сега и до 15 трошко за јадење. Сега, еве и овде, пак приклучите да работам, мајстори ве струјата. Ќе си тоа се на пензија.
ја нешто што ќе извам сега, не можам поради ова да делам и толку и на работа. Затоа и малиот сум го оставил, за да ја да извам некој динар, тој да се со старите. Во моментот куќата како што ја видов, во моментот не може да се живее. Што се случува со Ване во моментот? Ване моментално живеат во Гостивар, под изнаемен стан, под кирија, живеат со сопствената мајка, од која финансиски зависат со 300 евра примања, од тие 300-150 треба да се плати кирија. Така. А Ване со што се занимава? Ване работи во шума со дрва, тука локално си работи. Нема месечни примања, значи не е осигурен. Тука се мачи со дрва, дотур на дрва. Како е Стефи сега под кирија? Па не е баш лесно, ма. Зошто? Пошто треба ти да работиш, за да можеш да исплатиш киријата, мора да платиш вода, струја, џубрето, мора све да платиш. А тука си беше друго. Тука ќе си одеше Гостивар, ќе си платеше струјата, овде вода се плаќаше еднаш годишно. Џубре тука не се плаќаше. Од кога знаеш како се плаќаат сметките и на колку време доаѓаат сметки? Па, така јас со баба ми увек сум одела по пензијата, таму кај што плаќаат сметки. Дали ти не достигаат финансии за нешто да можеш да си допуштиш? Па сега не може све што сакаш, не може да биде. Треба пари за тоа. Што сакаш, кажи ми? Па би сакала да излезам со другарките в град да прошетам. Ама за да излезеш ти треба пари. Не можеш ти да излезеш и ако речат ајде да пиеме нешто, ти немаш со што да платиш. Дали никогаш си се нашла во таква ситуација ето да излезеш и да седнете ти да не пиеш? До сега ми се нема случајно. Ама сепак, ако некад одиш в градот со Тоа другарка... значи дека не си излегла? Немам излезено, што треба пари за да излезеш. Ако излезеш ти треба да платиш. А еднаш тие ќе ти платат, два пати ќе ти платат, ова третиот пат не може само тие да плаќа, морате еднаш ти да платиш. И покрај сите предизвици, ова семејство не се предава. Со неверојатна сила и храброст, тие продолжуваат да се борат со цело срце и безусловна љубов едни кон други. Какви се понатаму плановите, Ване? Што планираш? Да стредам, ако што ќе се може. Куќава да се стредам, да се вратиме, да не седам по патишта под Чири, да се не се стигат. А после ќе се барат чари, се приват. Пред да се барат преку зима не иде до една работа, иначе што ќе се пред не се може да се живи со 300 евра пензија. Еве јас сега готово, уште месец дена. Работата моја толку е. Ќе прекине со работа. Преку зима ја не работа. Какви се твоите идни планови? За да пораснам, за да можам и нив да им помогнам. И самата. Да успеам нешто во животот. Што сакаш? Понатаму сакаш да учиш, сакаш да работиш? Па да завршам школата, да се вработам и за да им помагам на баба и на тато. Сакав да се запослам во полиција, да работам во полиција. Стефи, што би направила со твојата прва плата што би ја земала од полиција? Би му помогнала на тато и на баба, што треба за дома. Како издржуваш, Ване, сам да се грижиш за своите деца, да им обезбедиш облека, да ги пуштиш на училиште, да растеш? Ќе се бориш сам. Бориш. Ева, што ќе излезе преку лето, што ќе излам 3 месеци. За ними дима за јадење, за облакање дима. Не сум ги одделил од ништо од другите деца. Сум се борел колку може сум можел сам. Да не ми бидат подолу од другите. До ден денеска. Сега ова што ми се случи, а до ден денеска не сум оставил да ми бидат подолу. Ако сум бил сам, сум се борел, све да имаат тие, да им бидат обезбедено. Дали сега во моментот имате што да јадете и што да пиете? Сега имаме некако се знајоѓаме, татко ми работи, зима нешто, баба ми со пензијата, еднаш месечно. И се наоѓаме некако.
Дали си била никогаш гладна, да легнеш гладна? Не. Тоа не се случува, татко ми не тоа поиштата толку. Колку може уџери помогне, че да не се ништо дома. Таа солидарност, тие невидливи нишки на љубов и хуманост, покажуваат дека кога луѓето се обединети, дури и најтешките трагедии можат да се надминат. Што моментално ви е потребно за да може да се заврши повргу куќата? Па еве, нешто имат материјали, уште треба граѓата не е обезбедена. Згора, димот нешто е обезбеден, даски треба уште не имат обезбедено. Еве железо и тоа уште треба. Па моментално имаме цигли, цимент, песок, железо, но тоа не е доволно. Што во моментот ви е најпотребно за да продолжи работата и да се изгради побргу куќата? Ни требат дополнително греди, даски, материјал да се направи кровот. Имаме најава за донација на прозори, имаме најава донација на лим, кровен лим да се донират, поголеми работи. Што имаме, можеби ќе се најдат и мајстори се најавени за електричната инсталација, за водоводна инсталација. Меѓутоа за граѓа немаме, за греди, за летви, за тоа, за кровот немаме тоа. И за внатре немаме, за под, за Плочки, ламинати, останати работи. Што ќе се смени кога ќе се изгради куќата? Се сведите, еве и деца се радуваат, се почирија, еве, со мене носам нон-стоп погари удол по свезно патишта. И тоа долу сум во една соба. Зато кај пријател кој има во стана, не седеше до некнија. Туе ка спиеше кај другар, нон-стоп тука. Девојчево со мајка ми со мене, малиот кај него, нема каде. Тесно, нема каде. Ми кажа дека ти е најголема желба најпрво да се направи куќата. Дали ќе сакаш да им се обратиш на добрите луѓе, на хуманите луѓе, за да помогнат? Да, кој може, барем може да помогне, барем една соба да се направи. Друго ништо не барам. Само една соба да се направи. За кого ќе биде таа соба? За нас, за брат ми, за баба ми, за татко ми, не мора појки. Ако треба на земја ќе спијам, само една соба да се направи. Пошто најтешко ми е за куќата, што изгоре. Пошто тука ја имам пораснато. Све тука ми бива. И спомени и све. Најтешко ми е што изгореа спомените мои. Кои се мислите и молитвите кога ќе легнеш навечер? Кој молитви, не рукам, нема спана, нема спана, не може да спиеш. Дојде од работа, трче горе цел. Деца мисли, школа, стар човек дома сум остал. Ја на работа не можам да се вратам по стоп на телефон за севам. Децата мисли, јави се на старата долу, како е. Од болница дошла, 9 капки, дете може да заборави, да опацетиш. Све ти треба да мислиш. Сега од ништо више не се плашам. Све сум претрпнал више, да ти кажам, све ми е. Ти кажам, ова требаше, децава, ти викам, зали ми е, мене ми е. За мене више, пизвам, за децава више. Да има нејде каде да се вратат. Да не ми бидат почири, да се ове да станам, да направам нешто долу за да имат, зашто еве деца, кога деца се растат, утре малиот ќе се жени, да више 9-11, почне се стредно треба. Барем овде да направам нешто барем долу да имат каде да се вратат. Каде долу? Па в гости барем, негде да више овде, ако ќе да наместам овде, барем да имат во интернат за до година, треба во интернат да се. Каде и се почирија, овде, каде. Ево, до година ми е стредно више. И покрај сите предизвици, децата се полни со љубов и благодарност што се заедно живи и здрави. Кога ги гледаш како ти ги стискаат рацете, како се насмевнуваат и како им се тркалаат солзите, срцето ти се растреперува од емоција. Тие се жив доказ дека љубовта и надежта може да победат над секоја трагедија. Бидејќи секој викенд си дома. Дали може би никогаш си посакала да останеш во интернат? Или си сакала да си дојдеш дома? Сакав да дојдам дома поради баба ми. Пошто сега таа се оперираше и поради окото не може ни да прави јадење.
ништо немаше да Ти прави. знаеш да готвиш, Стефи? Да. Сите јадења знаеш да ги готвиш? Знам нешто што ако не знам, ми покажува баба ми како. Кој е најубавото јадење што знаеш да го направиш според тебе? Тиганици тие работи. Сама тие знаеш да ги направиш. Знам. А манџички правиш? Па понекогаш правам. Ми покажува и баба ми што треба да му ставам, како. Кого најмногу сакаш во животот? Татко ми, баба ми, Зошто ги сакаш татко ти и баба ти? зашто ти од мал ме гледаат. Баба и тато. Зошто? Пошто со нив имам израснато. Тие за све ми биле тука. Ми помагале. Колку ти помага брат ти? Сега сте во ист интернат. И помага добро. Се држиме еден за друг. Си помагаме. Што ќе направиш со првите пари што ќе ги заработиш Па, покрај тоа со татко ти што куќа ќе работи? купам. Што ќе купиш? Куќа, Каде? гостивар. Не сакаш тука повеќе да живееш? Сакам побомија гостивар. Спомените изгора е со оваа куќа и не те поврзува веќе ништо тука или? Да. Тоа се заради пожарот? Дали купувате облека? Или можеби некој ви подарува? Како се снаоѓаш со облека? Ми има дадено некој луѓе што сака да ми помогнат. Ми има дадено. И се снаоѓам така. Дали никогаш си била да купиш облека во продавница? Сега немам поедено. Пошто имавме свадба и ја купив комплет на свадба. Само еднаш го имав тоа облечено и тоа искоре. Тоа ти беше единственото парче што го имаш купено? Имав и други ствари купено, и нови патики купив. Но све искоре. Па ми помагаат. Некој луѓе ми даваат. Чиви се овие патики што ги носиш моментално? Овој ми ги даде еден другар од Маврово. Сакаше да ми ги даде. Ми ги даде еден другар таму од Маврово. Со мене што учите. Колку дечињата ти помагаат? Доволно. Тие кои што може ми помагаат. Ја се надевам дека за многу кратко време хумани луѓе ќе се јават, ќе се пријават за да можат да ти помогнат затоа што на ова семејство на вистина му треба помош. Како што рече ти, ако не за тебе, барам за децата. За децата. За мене више. За ними више се бориме. Мене ми е за ними више, за мене. Имат каде да се вратат, каде да легнат. Да не бидам по туѓи куќи. Тоа побрзо се собера донации, побрзо ќе се изгради домот на Ване. Верувам, Ване, дека ова за многу кратко време ќе се реши и ќе имате свој дом со услови како што заслужуваш и ти, и вашата мајка, и твоите две дечиња. Се надеваме. Ево, ке ти викам од тоа до сега, пријатели, еве, што е обезбедено. Им се заблагодарувам на свите што ми помогнале до сега, што е донесено. Викам што трчале, еве, љупчета, побан, појка од мене, што се бореле, што ми обезбедиле. Ќе ги замолам дали се слободни да помогнат малце. Највише сакам само да ни се направи куќата. Пошто тука сум навикната. И тука пак сакам да се вратам. Вани и неговите деца се семејство полно со храброст и љубов, но соочени со трагедија која ги остави без дом. Тие имаат потреба од нас, од нашата човечност, од нашата солидарност. Секоја помош, дури и најмалиот придонес, носи светлина во нивниот живот и гради нов почеток. Вана, јас се надевам дека многу брзо ќе допре оваа приказна до добрите луѓе, до хуманите луѓе и што е можно побрзо ќе се направи оваа куќа за да имате убави услови,
хумани услови за живот. Нашите пријатели моментално ви доделуваат донации со храна, тука се и нашите пријатели храна и вино, екологисти ги донесе, а нашиот пријател Flex Credit ви доделува 15.000 динари ваучер за бела техника. Од кога ќе се направи вашата куќичка, можете да си одбирате што ќе ви зафали во моментот, дали тоа е фрижидер, дали е машина за перење, што ќе ви треба тоа. Повелете. Благодарам многу. Јас се надевам дека ќе биде секако што треба. И се надевам дека од кога ќе направите куќата, од кога ќе се направи куќата, ќе не викнете на кафе. Обавез. Многу ми е драго. Ти да учиш, да бидеш добре и да им помагаш дома. Срце на дланка. Заедно со срцето, заедно со надежта.